Драги гледачи, добар ден. Добро дојавте во најновиот демократски импулс. Денеска ми е особена чест што на гости ми е мој многу добар пријател и ако кажам еден од најдобрите македонски боксери, може и ќе погрешам зашто може би е најдобриот. Нескромно кажано, Вели Мумин. Добре дојде, братич, својаш се како дом. Ви благодарам на поканата и на демократски импулс. На вие ќе одиме или на ти? Како и да е се. Како сакате? На вие или на ти? Добре, сега, мојата култура е друга. За разлика од овие индијанци. За разлика од това, да кажи. Не, стварно. На ти или на вие? На ти. На ти. На ти, директно. Така. Како ти се допаѓа во наше студио? Прекрасно е. Се надевам дека со ти прекрасни луѓе. лагодно, Да, што би рекол. топ. Да. Вели, најпрво би сакал да започнеме од самите твои почетоци, а тоа е, например, да почнеме од твоето детство. Многу ми ги интересира какво дете беше Вели Мумин. Дали беше проблематично уште као мал, дали мирен, не знам. Па вака сега, пошто јас сум од Ѓорче 2, тука имавме мултиетничко култура, кој што сите бевме као браќа и сестри и секогаш сакавме да повеќе доминираме низ градот. И тогаш идевме по школи, се тепавме по школи, најлајките, а он е секојаш фер, не 10 на 1, како Ферк. сега, да, ферк. Го бираме најакиот, ти си најак у ова школа и ајде, после часови, да се тепаме ово, некој прифаќа, некој не, и така дојавме све до центар. Освојувен територија. Да, се територија. И така, малце, не сака многу ово. Ние што не прифаќа ферка. Корзото во Ѓорче 2 беше тогаш, цел град доаѓаше во корзото во Ѓорче 1. Каде беше? Кај Вовчето што се? Да, кај Вовчето, да. Значи, Карши Еспетлане, тоа беше корзо и преубаво корзо. Тогаш Ѓорче 2 имаше повеќе према рап песните, па сите ние рапери нешто, и улични багабонти, не багабонти да крадеме, него да се тепаме, да се докажуваме како мажи кои сме, што сме и така. Иначе, Машкост. да, се додека не почнав да вежбам бокс. Само сакам да те запрашам, пошто спомна Ѓорче. Ѓорче во тоа време, кога ти беше дете и сега, исто е? Ѓорче 2 не е многу сменето, иако многу луѓе, многу генерации што ги знам се иселија. Ѓорче 2, Јурија, натака, тоа, така? Да, и како се вика, од Ѓорче Петров школото, и од бензинската Мак Петрол, која се иде на Кекондово. Така. Значи, тоа беше правото Ѓорче. Да, и Јурија, и како се вика, и Домирче Ацев. Тука имавме, значи, и генерацијски, секојаш се поштувавме, постари со помлади, оди купи ми пиво, оди купи ми цигари, ово, ние не смевме такви, да кажеме, не, као сега, оди ово, и не, ама кјоте ќе изедеш. Ама после тоа, секојаш кога имало проблеми, па, од други мала, знаеш, они беа тука, да, значи, сме се држиле, свано сме се држиле. И генерацијски еве гледано, се уште се држиме во Ѓорче 2. Значи Ѓорче 2 во глобава за соживот би рекол. Да. Никогаш немаше подобни, кој што е. Значи све имавме, и албанци, и турци, и македонци, и роми, како се вика, босанци, сите бевме, ден денес се дружиме, ден денес идеме по кафани генерацијски, како се вика, да се дружиме, да се вратиме у тоа време кога сме били од прво до 8 одделение.
Преубаво, значи преубаво време, преубаво детство, кој што би сакал секоја населба тоа да го почувствува. Сега си во Топана. Да, сега сум Дали во Топан. исто и таму или таму македонци па нема на пример? Па не, ја кога дојдов, ја 20 години сум таму, значи јас кога дојдов, како се вика, мојата зграда имаше три или 4, сега да не ме пати за збор, имаше албански семејства кои беа професори, кои доктори, кои и после тоа македонци све тоа испопродадоа. Преубава населба тогаш, сега е малце. Доаѓаат од многу страни, така, ама пак пулсот е тој. Пак нешто слично на Ѓорче, ама не баш така. Доаѓаш, би рекол, мислам, од поскромно семејство, сиромашно, так, да не речам, си успеал да станеш вице шампион на Балканот. И во Три пати балкански првак, три пати балкански. спортист на Македонија. Колку е тешко за еден спортист? Не, од Ѓорче е Колку многу е тешко да се занимаваш професионално со еден спорт, како што например боксот, Да. а да немаш некои поголеми примања, например, средства, дали си работел во исто време и си тренирал или како било? Така, значи, кога почнав да тренирам бокс во бокски клуб Скопје, до завршеток на моја кариера, значи, после 25 години, среќа што имав прекрасен човек, Руждија Калач тренер, професор на факултетот за физичка култура, кој што, ја знаеш, некогаш, ќе дојдав на тренинг, не доаѓам на тренинг, и ме седна средно, слушай, со боксот нема заебанци, вика. Или тренираш професионално, или си рекреативец. А кога си професионалец, значи, зашто боксот може стварно да те повредат. Значи не е како другиве спортови. Таму имаш 3 минути, тогаш беше 3 рунди по 3 минути, кој што е стварно тешко. За 3 минути ќе цел свет ти се врти. Значи толку треба да бидеш физички, психички спремен. Иако немавме некои какви финансиски средства, тогаш тренерот, неговиот карактер и кој човек што го знаат, наоѓавме спонзори кои што го финансираа клубот, па можевме да излеземе и надвор како се вика во Европа, Италија, значи цела Европа. Благодарение на него, благодарение на како се вика на тие спонзори кои што ги имавме, и благодарение на Бокска федерација во Бугарија, кој што ми помогна да се доизградам како вистински фајтер и кој што ми помогна, кој што ја бев во нивната лига, а нивната лига беше многу јака и ден денес ги гледам во боксот и машка и мажите и жените, значи многу идат горе, значи идат и на светско ниво, идат и на професионалци кои што се стварно доктори во нивната како се вика дејност. Но вели би сакал да те запрашам, на пример, нели кој бил тој што прв ти купил првите ракавици, на пример? Дали можеби некој го препознал твојот талент уште од мал, па кажал јас ќе ти помогнам, еве ти немаш, јас ќе застрам позади тебе, или твојата фамилија иако немала некако го направила тоа? Носев со тони по 25 кила брашно, тогаш 7,5 денари беше 1 тон, 10 тона, ќе се собереа, дел и дома помагав, дел и за мене, да си купам патеки, да си купам, иначе облеката, јас сам си ја, значи патеки тогаш беа скапи многу, тие Adidas за бокс, тогаш беа многу скапи, по 150 марки беа. И како се вика, се додека самата бокска федерација малце не дојде до некој степен да они веќе да ни даваат, као што е во фудбалот, во ракомет и во други спортови. Иначе све сам сум се финансирал и благодарение на тие спонзори кои што го сака боксот. Во исто време и тренираше и работеше? Да, во Млин, кај нас Млин матка се вика, работев, кој што некогаш и немавме пари, тогаш
со 12 години, 13, па еве 14 кога више стануваш. Многу проблеми имав со автобусите, со тие контролори, не плаќаш карта, немаш пари за да платиш карта, тоаш мислам дека 30 денари беше картата и па морав многу пати морав како се вика со мене не со мене него со нив да се сукопувам. Значи Си ја се дете од степал со 14, да, многу пати сум се степал со нив. Дури ама не излегле со мене на крај. Сум ги тепал, да. Сум ги тепал и доли никогаш во животот постар човек не сум сакал да го играм, ама тоа понижување во автобус и ден денес го има, го гледам. Тоа понижување ако немаш карта да така дрско да се понаша, така да те измалтретира, значи тоа сум го видел пред еден месец кој што ја изреагирав. Беше една девојка македонка, немала карта и кој што ја изреагира. Ја викам, ја ќе платам карта, не е проблем, викам. Што ја марлатирате, викам, девојчето. Не навлегувам се во незиниот и изреагирав. И тоа го имам со докази, го имам, каде што ми се заканија тие, викам, дојдете. Само прво ќе викнам 93, брза помош, додека, знаеш, да не биде, после ја да ве спасуем, да, и така беше тоа. И тоа, и добре што се трна, и така, и го оставија и девојчето на мира. Не трпам неправди, едноставно. Еве, во животот, цел живот сум бил борец, сварно сум борец. Не само во рингот, и надвор од рингот, кој што неправди не трпам многу. И затоа сум секогаш казнуван, шикаран од сите страни и така. Најголемата поддршка од кого си имал, например, во спортов? Па, најголемата поддршка од моето семејство сум ја имал, кој што, иако мајка ми не го сака овој спорт, многу сум благодарен на таа мајка, кој што секогаш ни правила јадење. Јади, сине, јади, вика, а ја не смеам да јадам 48 килограми, многу тешка категорија за да ја одржиш. Ја гледам, ми се јаде така, ама не смеш да јадеш, само малце, па ме кара, јади, да викам, не можам да јадам, разбираш. Една голема можност да и се благодарам на мојата мајка. Кој што направила вакво дете, што вика те пача. Браво. На колку години, например, го освои овој гонг, златен гонг? Па тогаш ја мислам дека 18 или 19 години бев, кој што боксував со изузетно прејак боксер од Бугарија. Тој беше втор на светско, кој што го тепав со прекин во трета рунда. Да, со 20 будови кои ќе направиш разлика и тогаш се прекинува, за да се заштити боксерот. И така се правилата. Сега гледам го менјаваат на 15, но тоа е во ред, значи, како аматерски бокс, за да се заштити и детето што има тогаш да се бориш понатака кога више 20 разлики имаш. Тоа е исто како нокдаун, судијата мора да го заштити тој боксер. Значи, задоволен беше во твоето време кога боксуваше од претседателот на федерацијата, како функционираше, како е сега, например? Па не, пак ќе кажам, јас сум бил борец и тогаш и кога сме требале да идеме на светски, на европски првенства, тоа било голгота, да најдеш спонзори, да финансираат, да ти го финансираат припремите. Пак ќе кажам, многу сум благодарен на Бугарската боксерска федерација, кој што многу припреми они не ги платија, кај што од друга земја, за друга земја боксуваш ти, они ти ја плаќаат припремите твои, кој што требаше нашата држава тоа да го обезбеди. И најтешко беше со тие спонзори кои што сум ги гледал низ град, по кафичи, како се вика, по 2-3 илјади евра, како се вика, ги трошат
бака моети, ово на чаламење, да не кажам курчење, разбираш, кама кога ќе отидеш кај него, абе викам 2000 ми треба са припремил, нема, ово она, и знаеш тука доаѓаше онај мој бес, разбираш, зашто ја ја представам, државата ја представам. Значи федерацијата од тоа ништо него те остави сам на себе ако си најдеш спонзори. Најдеш? Така, да, едно време сам ја откажа, како се вика председателот, тогаш беше Војо Настевски, кој има федерацијата нема пари, кој има спонзори, сами нека си најдат спонзори и ово. И така и беше. Палавдење над мојот тренер, на покојниот Живко Дуковски, кој што е основач на Златниот гонг. И тие луѓе менаџира едноставно со Боксерски клуб Скопје. Имаш информации сега е така? Па да, и сега е така, сега е проблем затоа што Бокска федерација не добива едноставно од Министерство за спорт скоро никакви пари, а генеза уназад кога ќе направиш, значи на секој 3 до 4 години ние правиме значи уназад 20 години, 25 години ние секогаш сме правили резултати високи. Значи од европско, светско секогаш сме земале медали. Во поединечен спорт сме биле многу јаки, да, не па сме јас секогаш сум зборил со најмалце пари, поединечни спортови, особено боксот и борењето, значи може да донесат големи медали. Да не кажам колку е буџетот на ракомет, колку е буџетот на, како се вика, на кошаркари, на фудбалот. Фудбалот е со најголем буџет, негде околу 15-20 милиона се. И тоа е малце, а не па... Така. А со боксот, прво ти треба карактер, ти треба срце, храброст, зашто ти доаѓаш више со лав, кога ќе дојде од Русија, кога ќе дојде, ти знаеш дека они тренираат, цела година тренираат за светско првенство. Ние 10 дена пред светско првенство ќе не однесат негде. Они цела година тренираат. Не само што тренираат, туку идат низ цел свет, идат турнири, значи тоа се контролни турнири за светско, контролни турнири за Олимпијада. И тогаш се гледа кој кај е. Кој што ние многу тешко сме ги имали тие. Вели, ги спомна, тоест, ја спомна Агенција за млади и спорт беше порано, сега Министерство за спорт. Да. Еве, баш имаме и оваа тема за малку подоцна, но кога веќе ја спомнам ќе поразговараме сега, но најпрво сакам да те запрашам. Кажи ми, малку сакам да поразговараме околу твоите медали. Што се има освоено, вели, на светско ниво, например? Можеш вака да ни кажеш. Пе вака се, гледам во Википедија нема све напишано, само еден дел де се допишани, значи 360 пати го имам дигнето македонското знаме на меѓународен турнир, на меѓународно ниво. Значи имам 2 бронзи медали, 5-то место на светско првенство од Банкок, 3 пати златен, освојуваш на златен гонг, 3 пати балкански првак, уопште што освојуваш на многу меѓународни награди и на домашно ниво како спортист, како амбасадор и круна на све, орден за заслуга од председател на Република Македонија. Спортска пензија, мислам. Да. Тоа е добро. Орденот не е спортска пензија, спортската пензија е со моите европски медали. Европски медали. Една богата, импозантна, би рекол, боксерска кариера, може да ти позавидат многу боксери. Сега, на какво ниво е нашиот бокс? Дали еве овие двајца наши светски боксери можат да направат нешто повеќе во светот? Што мислиш? Види, боксот не е само тепање. Значи боксот доаѓа од една ниска класа на деца кој што им треба поддршка не само од Министерство за спорт и од спонзори. Ова е јавен апел
Значи кога имаме ние некој талент кој што треба, значи сите играначалници да се уклучат и бизнисмени, значи треба да се уклучат и да му се помогне на тој талент кој што утре, значи нормално е ќе спонзорираш нивни брендови, нивни ова, но не овие брендови, како се вика, што ги има. За мене малце, многу пати сум имал понуди и сум ги одбил. Коцкарници и такви работи, јас сум ги одбил. Сум можел да земам многу пари, ама не сум сакал. Јас сум ги одбил. Значи, Денеска коцкарници рекламираат и Кирил Лазаров и Горан Пандев. за мене не е други. убаво. Не е убаво. Не е убаво. Дори имаше едно време од Агенција за млади и спорт, они нешто спонзорира со слоганот, демек коцкај се, демек со усов. Коцкање. Ја викам, ја тогаш им кажав, ја ова не можам да го ова. Дај некој сок, и тој сок ќе го проверам дали е добар, пошто сепак името Вели Мумин не треба да се изгуби. Или, пример, кафе или нешто. Не можам сегде да угледам само ради пари. Нема шанси. Браво. Тоа нема Ова е шанси. ретко некој... Тоа нема шанси. Значи мора да оставиме на овој подмладок едно лице како спортист, како човек, не само во рингот и надвор од рингот, како човек. Ти го виде кој е Вели Мумин, кога бараше сега да сите Јас сум остил лице према тие. Сите те знаат таму. Мислам, Не сега. само те знаат и помагаат. Кога нешто ти треба, знаеш, сепак јас сум горд на мојот народ. За разлика од нашите ромски политичари, кои што имаме еден многу добар збор за нив, ама не можам да го кажам сега. Кажи си го слободно. Клекнати се на колена за свој интерес. Ама 1% не прават за својот народ. А сите ние бараме гласови од тој народ, кој што е најклекнат народ, кој што нема леп да јаде, кој што нема ова, но има право за гласање. Па мојот народ 500 денари не вреди. Мојот народ вреди многу повише. Како велја, ќе ги влечеме за уши, вака така на избори да Тоа дојдат. беше најголема, да, тогаш ние бевме вукали, имав моја партија, укалиција, бевме тогаш со ДПМН. Не може да ме гледа во очи. Како сега ти бараш нешто од мене, да ја излезам пред мојот народ кој ќе рече гледај. Не можам тоа да го правам. И така испадна како што се испадна. Тоа беше Кој една сака навреда нека за- оди, ја не. Викам, ја не. И не сакам. Излезе од таа партија. Па не само Од не партија. само што го згази ромскиот народ, дури ги згази и најдобрите музичари, најдобрите пејачи ги згази. Не само тој народ што за 500 денари. Сега, он да, 4-5 души во фамилија, денеска ќе помине со 2500 она ќе помине. Немаш. Но утре пак истата голгота. Пак он треба да стане по канти да рова, да бара железо, да бара ова, па да ги казнуваат. Па и тоа не е убаво. Значи, кога една Есма Реджепова прекјути, покојна и душа. Значи, кога е многу политичари прекјутија, ние не смеме вака више да се понашаме. Не само со ромскиот народ, со цел народ. Значи, мора да има одговорност. Како и за мојот министер што беше, Багерчето, Ќе разговараме. што нема одговорност на трошење на јавни пари од буџетот, од данакот на ние што го плаќаме. Немаме ни
подобро здравство, немаме ни спорт немаме, спорт катастрофа сме. И тоа се виде сега на младинската олимпијада. Ти двајца да ти удрат со кола и ти да се правиш будала, тоа го нема нигде, со точациве што е. Едниот у гипс, другиот скршена ова. Ти мора да му обезбедиш све бе него. Значи, траса, оваа траса е за точаци, ова е траса за овој спорт, ова е траса за овој спорт, ова е траса за овој спорт. Ти не можеш да ги пуштиш кај сакат спортистите да трчаат, да симњат килограми, да ова да не. Абе мора да се знае како олимписко село, како карантин сакаш да кажеш. Па не карантин. Своевиден карантин. Него треба да имаш сали кои што се обезбедени за сите спортови. Ние тоа го немаме. Нашите сали се катастрофа. Значи, буквално, освен приватните сали, што се преземени од државни. Нашите сали се катастрофа. Боксот нема една сала која што е нормална. Значи, ние немаме спорт. И не може да кажува Борко дека ние го подпомагаме спортот. Јас секој сум го кажал. Ние треба да се грижиме за овој спорт. Зашто ти имаш 10, 15 милиона, 30 милиона имаш буџет и за тој буџет не да се троши во некакви игралишта кои што никој нема да сгази таму. Значи мора да се даде пред се на спортистите. Стипендии не сме земале. Стипендии децава не земаат со неколку месеци. А секој чека таа стипендија, значи колкава и да е, на некого како се вика му помага таа стипендија. Доволно што татко од мајка не зима, еве тогаш си како собствен човек, како еве не зимам ни од тато ни од мама да се мача, да се ова. Ти за еден спортист да направиш врвен, тоа е многу пари за било кој спорт. Ние не смееме више вака да се понашаме према спортистите. Парите да идат у ветер, како се вика, они и да се канализираат се по нивни джебови. Ние не можеме вака више да се понашаме, кои што немаат одговорност. Мора да има одговорност. И како и претходната влада која беше со ваучерите, со ова, они направија, многу направија. И не можеме више вака да се понашаме. Значи оваа држава е наша, на сите. Не се само на една, само на македонци или пример на албанци. Ова е наша држава, на сите. Сите сме се родиле тука, сите ние преку спортот сме дошле до некој ниво кој што сите не почитуваат. Ама кога ќе ставиш вакви луѓе, кои што врска немаат ни од спорт, иако биле спортисти, кога ќе дојдеш, место да ги среди сите работи, они си прават партиски, како се вика, шаблон. Само на тие ќе ги делиме пари, овие нека умираат. Па не може така, бе. Председател на Македонија е на сите. Министер на спорт е на сите. Не можеш да ги делиш ти луѓето кои се партиски или кои се, како се вика. Тоа се деца наши, кои што утре ќе го веат македонското знаме. Ама ваква, во сила на моќ на министер, да прави што сакаш, пензиите уште не ги пуштија. Значи национални пензии што се. Уште не ги пуштат, ги држат ова. Зашто ги држите? Пензиите треба да се пуштат од 1 до 5, а не бе дечко другиот месец да помине. Уште не ги бе, 29 сме. Ова е срам. Право е срам за него. Како човек, како менаџер кој што треба да ги изменаџира. Значи он нема осет, како се вика, за одговорност. Нема осет. Ти дома ако направиш нешто, татко ти ќе рече, еј, што правиш ти? Ама ова нема никаков осет. 5 месеци плата не сме земале кога стана он министер. Он секој ден, како се вика,
Јаде бифтек и по 45-50.000 денари едно вино пие. Како не ти е срам, бе, човече? 5 месеци плата не сме земале. Па тука доаѓаат кредитите наши, тука доаѓаат алиментации, тука доаѓаат кривишна добиваш за алиментација, како се вика, значи сите овона. Каков ти менаџер си? Ја да сум како него, значи од моментот треба си даеш оставка. Ви ги сплатија тие 5 плати? После тоа, ама што? Кога си се задолжил од овој до оно и кога ги вратиш пак си на нула, немаш ништо, разбираш? А ги имаш и тие пари пак идат како се вика во приватни жебови, значи во како се вика во дел и во државата, значи кривишно од државата во судот, како се вика дел по овие кредити што се лутие брзи дел, ама тоа све со камати е, камата на камата имаш, не. Тоа го измислиле, не знам. Зимаш еден, враќаш 5? Да, тоа е така. Вели, ти во Министерството за спорт, тоа е порано во твое време, кога ти таму почна, беше Агенција за млади и спорт. Прво беше Министерство за спорт, првата моја како се вика стипендија, Ѓорги Боја беше тоа. Значи тој беше човек кој што го знаеше спортот. И менаџираше додека менаџираше и после не ми одговараше Министерство за спорт. Јас имна во Агенција за млади и спорт. Кога беше подобро, агенција или министерство? Па министерство е секогаш е подобро. Но пак ќе кажам, нема одговорност. Во Агенција за млади и спорт нема одговорност. Да им влезе сега, како се вика, инспекција, пола кидат и у затвор кидат. Што имаат многу направено. Многу лошотилок има направено на самиот спорт. Многу лошотилок имаат направено на федерации. Добро, она што е нејасно е, еве, заслужуваат и нашите гледачи Пошто министерство мора да има одјавен карактер. Кај нас не работи, како се вика, што е одјавен карактер. Нема кај нас такво нешто. Во однос на тебе, она што е нејасно, заслужуваат и нашите гледачи да го знаат, а тоа е ти таму беше вработен со решение, ти беше инспектор. Решение 17,5 години, да. Е сега, народ си кажа, те набрка, те избрка, зашто? Не, од политичка моќ. Од негова политичка моќ. Сегашниот министер? Да. Борко Рисовски? Да. Зашто не му идеш по газот. Така му доаѓа тоа. Може да ни кажеш вака што се случи, ако не е тоа? Види, проблемот е уште од претходно е. Значи со Наумче. Значи они се другарчиња ово, разбираш? Но Наумче не се освели да ми изврка. Он можеше, дури, ама пак он беше подобар кога ќе се кажеше, пак имаше некој респект према мене, иако сме се карале, па после, добро, извини, ама ова сточарска фаца што ја има дечкаво, тој треба да си даде оставка. Значи, дечкото треба да си даде оставка. Значи, не го бива, едноставно. Каде беше кавгата меѓу тебе и него, за да он каже, ајде веќе? Види, кавгата не е само меѓу мене и многу наши вработени, кои некои сега се за пензија, а некои кои што се помлади, луѓето плачат од него. И таков гестапо понашање према вработените, тоа го нема нигде. Деме кон сега, дали некој излегол на кафе, нема никаква работа, мада у министерството све, која имаш работа, си ја доработуваш, ако нешто имаш да купиш до пазар, до ова, како се вика, или да платиш некоја сметка, ако излезеш 5 минути или 10 минути, толку е кај нас. И сега ти го казнуваш заради тоа, ама само одредени луѓе. Значи, само одредени луѓе. И тоа се све казни по 20%, по 3 месеци, по 1 месец, по 2 месеци. Значи да можат, значи, тоа е, викам, од сила на моќ, ама и од его, нешто на его. Пошто министерот кој е, разбираш? А кој е Вели Мумин? 3 пати
како се вика, спортист на Македонија. Никад не бил спортист на Македонија. Орден за заслуга. Он го нема тоа. Ама вели го има. И сега ти не може да се споредуваш со мене. Место да ме уклучат, како се вика, во спорт за млади, пошто сепак младите ме знаат. Во било кој спорт. Како икона, како човек кој што е респектиран од народот, од децата, Ти ме тргаш на страна на 8 кат, не ми даваш ништо да работам, ама мора да седиш како у затвор. Ако трнеш да купиш кафе надвор, одма идеш тие таму ени лигуши што ги има, со список и дали си ке те најдат у канцеларија овона. Токмак еден. Ова е вели мумин, ова не е некој уличар или што лепел плакати, Јас сум ја заслужил таа работа, Јас сум ја заслужил таа пензија. Таа не ми е дадена. Значи, таа е освоена по закон, по уставот на Република Македонија. Таа не ми е дадена. Па и вели му ми да не работи. Само да се појавува таму. Јас сум заслужил. Значи, 10 кила крв имам исплюкано за оваа држава. 360 пати сум го дигнал знамето. Па кој си ти, дечко? Кој си ти? Пак ќе кажам, сточарска фаца. Тоа е такви луѓе го водат спортот. И затоа спортот ни е на колапс. Ако те сватив по ова твое излагање, после тие казни што ги направил на тебе и на одредени луѓе, вие сте се скарале од тогаш сте влегле во некаква војна, да кажам, например. Последниот ден, за да он каже готово, веќе ти не дојде, што се случи тогаш, мислам, сигурно не е зашо си отишол на пазар. На Фейсбук пишав дека ова што се дешава со Олимписката младинска, викам дека не е во ред. А многу пари се дадени за организација, за све. Ама имаш фидбек, вртење парите у круг. Значи многу, негде околу 3,5-4 милиона се дадени евра. Тоа не се малку. За статус на Фейсбук, ти кажа, не дојде веќе на работа. Од тука почна све, знаеш. Значи, од тука почна. Како ја можам да пишувам ова? Па јас сум таму вработен. Ја не сум вработен у комуналец. Ја ги гледам. Сега не можам да прекјутам, зашто гледам дека спортот е даун. Значи, нокдаун. Сите спортови. И на крај се докажа тоа. Не само со организацијата, него ниеден спортист од нашите не зема медал на младинската олимпијада. Ниеден не зема медал. Не знам дали го имаш тој податок. Значи, колку ни е слаб спортот. А многу пари се даваат и на училишен спорт, и на некои посебни федерации, кои што немаат врски, бадминтон, којто и бадминтон. Вели, има ли вистина во тоа дека имаме едно сознание, кога вистина не знаме, ќе те запишам тебе јавно. Последниот ден, пред да ти бил врачен тој отказ, некој вела дека не било нападнат, него и било пријавено во полициска станица како некоја закана или нешто. Не, ја отидов само, пошто 4-5 пати му пишувам, да се видиме зошто ти, како се вика, од помлад соработник во сектор спорт, 17 години, пошто никад не сум бил качан ја. Да сум идел на овој, на оној, може би ке ме качеле и све. Ма не иде. Нешто што не иде, не иде. Ти само гледај го управниот одбор што го има таму. Кои луѓе се таму? Анонимуси. Значи, анонимуси. Значи, ти влезе во канцеларија да го прашаш? Зошто ти ме симењаш во курир да ти видам? Да ме деградираш од све што го имам ова? Да се смејат вработените? Идам ја со ова, оди до таа канцеларија, однеси и ова, па тој да се подпише, па да се смејат меѓу себе ова. Па ова е вели момент, токмак. Ова не е некој, пак ја кажам, што работи комуналец, Треба да имаш малку респект према овој човек. Овој човек дал за оваа држава, Што си дал ти? Што си дал ти? Од инспектор курир те си?
Прво бев инспектор, па еден исто таков, ваков исти. Наумче? Да. Не. Маријан Спаси. Да, едно идиотче беше. Да. Селјач. Абе, се тоа, се од село се. Не ги деградирам ја селјаците. Тие се прекрасни луѓе, али ова е опинок. Значи, опинци се све. И се они мислат дека ќе креираат своја политика. Абе, ја ако нешто не знам, и, пошто ја кажав уште пред година и пол кажав на телевизија. Значи, ги зимаат од нафталин министрите. Па и го ставаш негде кај што прв пат гледа бел свет. И тие се губат на 3-4-5 месеци, се губат, значи не знаат кај се. Еве, тоа се докажа. 5 месеци Министерство за спорт не земале плата. Си изгубија. И ја полудев, чекај бе, имаш алиментација, имаш ова. Овие други бе, си имаат некои шеми овона и сите ќутат. Па ја не можам да ќутам. Зашто све државата по глава ти удира. Бам, ова не си направил. Бам, ова не си платил. Бам, стан не си платил. Бам, ова не си платил. Бам, ова. Како? А секој ден идеш на работа. Ти отиде таму без никаква цел да го нападнеш него. Каква бе напаѓа, кој нападне? Пошто беше пријавен, нели? Да. Абе, такви лажги имат. Кажено таму, абе да се смееш. Таа секретарката негова вика, преку камера сум го гледал. Како си гледал преку камера? Кај кажем. Што видел? Закана? Ама која закана? Која? Јас само со еден човек таму, тој едно идиотче. Што ми беше другарче. Тој идиот, прав идиот. И како се вика, татко му беше исто боксер, она секоја почет према. А ова е идиот. Јас бил човек идиот. Се виделе во ходникот вие? Во ходникот, јас сакав само да прашам, да се куцам, да се отидам, како се вика, дома, и тој почна да ме провоцира нешто ова, па сега не можам ја да седам. Ја му реков, што е работа? Што и не излезе тој дечкото таму? Не излезе, окей. И он вика полиција, значи ова е местенка права. Па таа лажела, па ој лаже, па оној лаже, само ги гледаш. Тие се вчера вработени. Значи 4 луѓе се вчера, дори и министерот, што се вика. А овие други бе што биле, како се вика, мене ми е жал само што не отидов, како се вика, на кога они ми одредувале дали да ме избркат или не. Дисциплина. Значи, дисциплина 4-3. Тие што ме знаат таму, постарите, значи сите гласале за мене. Дури таа Гордана се карала со нив. Како не ви е срам ова да го правите? Сега, симптоматично е, парадоксално е, како го викаат, адвокатот што е сега, како се на Министерство за спорт, тој ми беше мене адвокат прво. Тој ме бранеше со овие мои тегови што ги имам по ова. Сега он се префали таму. Океј, може ќе му го направи базенот, ваму што го има укрива Паланка, со пак наши пари. Сека му чест, фала му за све до сега што ми помагал. Не ми земал пари, чисто било другарски и она. Ама и тој бил некој си спортист. Знаеш како гледаш како луѓето кај има подобро оно. Иако го имало подобро, ако знам дека таму грешам на спортот го она, ја не сум модел. Како што ќе кажам дека мене не може да ми видиш на реклама како се вика за коцкарници, не може да ме видиш мене. Вели ти поднесе жалба за се во ова, така? Да. И очекуваш некаков сега е исход. статус кво. Види. Верувај, за 32-3 плата не вреди и да ги гледаш више тие луѓе. Има и добри луѓе таму, честни, кои што си чекаат пензија, кои си ова, ама ова ново што е, не вреди. Значи, тие гнасни работи што ги прават, мешто да работат за спортот, они гледаат кој, кај, што, како и рекла, казала, ова, она. Добро, со Борко, со министерот си се сретнал, си никога, пробал... Не, тој не се сретнал со никого од вработените. Со никој. Они се затворени на 6-ти кат и си кројат своја политика. Политика, кеш. Тоа е тоа. И не ги интересира ни спорт, ни ништо, ева. И затоа спортот ни е у колапс.
Нокаут не е нокдаун, нокаут. Значи во времето на наумче, ако те сватив, како така било подобро? Така е, да. Имало некој разбирање, имало некој ово, ама ова е тоталка. Значи, ова е, како да кажам, Знаеш, фрапиран сум со не, село што го слушам од тебе. Најголема грешка има направено од ДПМН што го стави него министер. Такво егоистично, надувано балонче, ја не сум видел у живот. Значи, тоа е чудо. Значи, од ВМРО ставите го, како се вика, Дејан Јованов, лепотан човек. Значи, како спортист и како све. Или од факултетот за физичка култура деканот. Тоа се луѓе, бе. Со интегритет, со ова. Кај го ставаш ова? Ова е чудо е, вика. Како го ставиле него? Што? Дека например, никога Северна Македонија, сите се у Грција идат. Што збориме ние? Зашто збориме ние? За спорт збориме. Знаеш, кога ќе се начукаат меѓу себе, никогаш Северна со пурата уста, кој јас сум ги научил како се пуши пура. Ја кога пушев пура, они само гледале, разбираш. Јас сум ги научил што е пура. Во Македонија неколку луѓе сте што пушите пура. Не, сега цел град пуши. Па нема нешто оригинал пури, оние. Цел град сега. Сега све нешто глумато, пак ти кажав за пура треба да имаш Треба да се викаш Веле Мувин, Трифун Костовски или... види, пура еве да ги научам. Пура никад не се треси како цигара. Одма се гледа дека е селјак. Значи, убаво, како се вика, од ова, полека ќе се трне. Мора да имаш секач, мора да имаш тако. И тоа да го имаш, и кога пушиш, не зимај премногу голем дим, за да изиграваш ово. Значи, полека, треба да уживаш у тоа. Со стил? Нормално. Ова се све, како да ти кажам, опинци. Еве една бесплатна школа за како се пуши пура од нашиот легендарен Вели Мумин, заради тоа што сепак и во тоа има некаква техника, не е тоа баш за секого, така? Не, кога ќе видам дека тресат како цигара, значи, тоа кој толку знае. Треба да знаеш и за производството. Колку години ферментира листот. Значи, за тоа треба да знаеш, тоа се листови од метар и пол, такви се листови. Па колку година дена се сушат, па имаш робусто, имаш... Ти до таму си отишол? Па нормално треба да знаеш што пушиш. Разбираш? Што се вика и онаа жена што се продава за пари, треба пак некој потекло да и знаеш. Не може само, ме разбираш. Значи, треба да парира и до тој степен да има баланс. Ама ова е амбаланс. Така. Вели, јас те познавам тебе долго време и ти си можам да кажам и да искрен човек и се ова што го кажа, што се вели да е вистина, па е лоша работа. Се надевам дека знаеш и си свесен дека ова сепак овој подкаст е јавен и може да го види и министерот. Се надеваме дека нема да се навреди. И му кажам, дебата, сакам со него дебата. Што он направил за спортот за година и пол мандат? Па веќе 2 години ќе станат. А колку пари се потрошени? Да се државни пари од нашиот буџет. И кај отишли? Така. Би сакал малку да поразговараме на една друга тема, го опфативме така добар дел спортот, но сега сакам за тебе, за твојот живот, ти си, како и секој човек, вака така, 2 пати разведен, меѓу другото, првиот брак твој е со боксерка од Бугарија. Од Бугарија, да. Дали може би играш улога политиката на двете држави за разводот или како се... Не, види, кога има љубов, нема политика. Еви, денеска Украина и како се вика и Русија си имаат своја некоја политика, секогаш има љубов. Ова е Рус, ова е Украинка, па покажуваат како се вика, демек, ние сме за нешто, тоа нема никакво. Како се запознавте со бугарката?
По автобус идевме за Турција, цел, они имаат посебни, значи они имаат свој автобус, имаат своја кола, имаат да не кажем уште Боксерскиот клуб? Да, не, како се вика Бојска федерација. Федерација? Нивната, значи они се многу сериозни, за разлика од нашава федерација. Ова е. Баш е зузл, што да ти кажам. Најди се, па ние ќе ти платиме бензин. Од кого да барам ја кола? Бензинот ќе ми го платиш, па кај од Амортизација. точка А до точка С да стигнеш, тој пат, треба ли да јадат тие деца? Треба ли сок да им даеш тие деца? Вага не сме имале. Знаеш, ке јадеш еден сендвич и ние, сме си купувале своји ваги, оние дигитални. Ке изедеш ова, пола чаша, како се вика, вода и одма седиш на вага, да видиш колку си качил. Па од точка А до точка С, колку ќе искалираш по време, значи, мочање, ово, ако идеш, да дојдеш, примерно, на турнир да дојдеш, пази, тоа се патишта, тоа се големи патишта, по 700, 800, 1500 километри, за боксер тоа е многу. Да. Вели, ти сигурно повеќе си се качил на вага него некој просечен цел човек што има живот, километри поминато. Да, ден денес себе ја гледам вагата и ми се гади. Веќе. Не, ми се гади, озбилно, стварно тоа е психолошки е влезено. Значи, одбивна ти е вага. Да, све ова малце го пиеш, идеш на вага. Значи, до тој степен. А поготово 48 кила, таа категорија е многу тешка категорија. Ти растеш, треба да, како се вика, треба да си минјаш килограми. Таа е 48 и тоа треба да имаш точно или па 50-100 грама по 48. Ти немаш ни вода, немаш ни храна, значи испиен си како ова, а после треба да се тепаш. За 3 сати треба да се тепаш. Каде е тоа? Тоа е гладиаторство е тоа. Па уште да победиш, ти си јунак. Си јунак и тоа, пази, доаѓаат со доктори, со масажери, со чуда доаѓаат. Ние ја и тренерот, као легија на странци. Идеш. Торбите и ајде. Кина, Тајланд, како се вика. Што знае дете што е 1 тон железо? Баш така. Ние сме биле, значи чудо, тоа што сум го направил ја, благодарен на тренерот и на тие луѓе кои што помагале околу боксот, околу мене, значи... Имаше на твоја реплика каде велиш со лепи патлиџан станав европски шампион. Така, со лепи патлиџан, 2 пати трето Европа, немавме, стварно не може да не е спонзори, порано барем го сака овој спорт. Сега е некои други спортови кои што можеш да праќаш пари, да... И затоа немаме спорт. И немаме ни тренери добри, како прво. Значи, моторот на еден спорт е тренерот. Тој ако не те дигне, ако не те толку. Ја спомнавме првата твоја сопруга дека не сте се скарале за двете држави наши. Него било некоја... Беше само сакав да си ја донесам во Македонија. Да. А она само живееше со таткото, оние не беа разведени. Таткото беше во повозрастна категорија и вика не може. Викам, земи го и татко ти што ќе чуваме, што има врска. Не можеме ово, па викам, сега не можам ја, тоа кошта пари. Значи секоја недела да доаѓаш, да идеш, да идеш, тоа кошта пари. Дали е со автобус, дали е со кола, дали е што сега место парите да бидат у една куќа, сега ќе ги делам ја. Македонија, Бугарија. Викам, дојди си бе, толку е. Ние сме си земени официјално, така да, тоа е. Ако имаш подобри услови у Бугарија, викам, тоа ќе дедам ја. Ама немаш услови. Тоа само ја имам стипендија, оно немаше ништо. Работеше нешто така. А овде имам луѓе, имам пријатели, и ќе работиш ти, и ја ќе работам. И така. Прости ми за првиот дел од моето прашање, еден лапсус ненамерен, каде што кажав дека 2 пати си разведен, еднашка си, заради тоа што вториот пат не било брак, него било вонбрачно живење, не беше намерно. Вториот не брак, него фактички втората жена, би рекол, посериозна врска, вонбрачно каде што сте живееле. За незе сакам малце повеќе да поразговарам, заради тоа што имате и заедно деца. Добијам пак тужба. Од 10.000 евра.
Се надеваме дека нема да добиеш тужба. Ако нема гајде. Ќе внимаваме Нека што идат парите. Нека идат. Говорим. Барем прво треба плата да се земе, па после тужба. И тужба ли Зато доби? тогаш па да, на твојот подкаст кога се еме, нели ти кажав, како се вика, Кај Лазаров? не. За кај мене? За кај тебе, нели ти кажав, ме тужи, како се вика, Армин Ван Бурен и Мадона. Кога ти текна. Ти викаш стварно? Не, бе, викам, не, види кој се. 10.000 евро, бара. 10.000. Демек за клевета ово, што е клевета? Што е клевета? Фатена си на дело, со друг маж. Што е клевета? Само сум ти казал чао. И сум ги дал и децата, како еве, како старател, и сега го јадам веќе од 2019. И јас сум си банкомат. Со алиментација. Да, не само алиментација, тужби. Ако не платиш ово, имаш проблеми вака како што ни прави министерот, не ги пушта пензиите на време, ги пушта другиот месец ово, тогаш имаш тужби одма, тоа и како работи овој систем топ. Но од почетокот со фактички вашата врска било се како што треба, не било, немало некој си проблем колку што знам. Види, Каде настана ја тие сега детски проблем? болести сум ги поминал уште како млад, уште на 14-15 години, кога јас веќе станував популарен, кога станував човек, сите те знаат, кој те части, кој сега јас, девојчето беше студентка во, како се вика, во педагошки факултет. Втора година, јас многу и помогнав и за факултетот. Како име и презиме, знаеш. Ма тоа све се заборава. Дори најзина фамилија, поише сум помогнал него на моја фамилија. Ми се љутија малци, ама тоа е. И еве го резултатот што се дешава. Тие фати не се прелюба? Да. Демек ја не сум бил добар, јас сум пиел, па викам ја 25 години вода не сум пиел. Сега сум у пензија, сега можам да правам што сакам. Тоа е мој живот. Ама кога ќе дојдам дома не те малтретирам. Дома ти ги имаш сите картички у рука. Ти се остави без пари дома за ти. Коледар. Дај 500 денари да дај ми ледарка, дај ми 500. И вика немам, како бе немаш? Како немаш? Колку пари заработувавте вака месечно, бидејќи тогаш ти имавте заедно, нели заедно да се направиле Академија за бокс. Да, Академија за бокс. Па немавме само за бокс, тука имавме како се вика самоодбрана за деца. Самоодбрана за деца. Како се вика baby fit, мајки со бебиња. Baby fit. Пилоксинг. Пилоксинг тоа е нешто као пилатес, ама со кардио повеќе вежби. Ја имам додадено доста боксерски вежби и сме направиле еден убав овона. Тоа све издело како треба, разбираш. Знаеш, кога се парите на една страна, не се кај мене. Мора да напомениш дека дури сте имале и девојче вработено за да ги чува децата на жените што доаѓаат. И плюс девојче кој што со мајки со бебиња, да, таа беше девојка, се занимаваше со зумба, но викам и сега јас ја оправам сега. Ќе почнеме со полесни вежби, исто тоа што го правиш и испаѓа како се вика, многу ми е жал за BabyFit. Веруе дека имавме таков голем импулс со луѓе од Гостивар, од Тетово, од Куманово, доаѓа со бебиња да вежба. Тогаш имавме една што продава оние марами големи како овие што ги имаат индиците и тогаш таа ги учеше како да го завитка детето и со самото дете да игра, да се рекреира и како се вика тоа беше едно преубаво. Значи мене ми е жал што ден денес она како се вика главна на бокска академија ова. И викам само префрли ми ја да си ја презвам. Тоа е моје име стои така. Да, ние нешто сме направиле, ма ти сега си имаш свој живот. И чао, пријатно. Твојата поранешна жена си го задржа твојот бренд. Да, и си можда би си пушта свој како се вика, реклами. Не навлегам на тоа. Ја не можам да се ја вратам сега. Академијата собствена. Со моје име и презиме. И сега, пази, ова е рикошет, знаеш сега. Ваму не го сакам овој дечко, ама ваму името му го сакам.
Пошто го знаат луѓе, знаеш, сите влегуваат. Тоа е, како да ти кажам, банкомат, бе. Добро, но каква е таа академија Вели Мумин, кога Вели Мумин не е таму? Да чудо. Чудо е, држава да си го гледа. Сум дала и до ова, до оно, да си го вратам. Не, бе, тоа нема врска. Добро, Вели, но еве, можеме ли да спомнеме... Па направи си например, друг, ме вика. Смени го презимето. Вели, можеме ли да спомнеме, например, што биле причините за, например, развод? Бидејќи вие сте заработувале по 5-6 Па е, ти кажам, месечно. ја тие детски да се да се вратам, тие детски она кога сидете она и она почна сега да носам по Канал 5, сите. По телевизија? Да, по телевизија и малце егото и порасно нешто на малце повише што треба, па она више почна. Она да ми кажува како треба со спортот. Знаеш, заборел кој е научило. Она сега ќе ми кажува. И викам, добро. Е па викам, зошто викам така? Од 25 жени што ги имаше во Пилоксин, дојдовте на 2 жени. После разбрав дека арогантна била према жените. Јас сум ја обучувал. Значи, јас сум ја обучувал како треба со клиенти. Колку да не е управо клиентот, пак треба да се избалансира некои работи. Да, имало клиенти што се стварно идиоти, разбираш. Ама јас сум се Например, тоа справил. што си го избркал ти. Да, после дојде. После ти се врати назад. Чуда е оваа држава, чуда е. Народот е чуда. Значи, он тренира кај тебе бокс. Ти го бркаш. Да. Дечкото и он се запишува кај твојата сопруга. Да, каде што само жени има. Каде што има само А ја жени. не знам, вторник и четврток. А јас сум понеделник, среда, петок и сабота работам. Значи јас сум моторот, магарето. И на крајот ти го фаќаш него со твојата сопруга. Не, овој друг беше. А, да, друг. Да, прво него, да, па после овој другиот го фаќа. А прво него? Да, прво него. Викам, дојде бе, да разговараме, не дај. Не дај. Ој, како... Имаше среќа, сапуницаш. знаеше дека... Не, немаше да го рашомарав, не. Ама да видам што е работа. Немаше да го рашомарав, не. Пошто не е крив он. Значи, секојаш е, ако мачка не дигне опашка, нема никој да ти го фукне. Разбираш? Ама ти си тој што иницираш. Која жена, освен сега на сила да земеш некоја. Да, но тоа е више друг. Друга одговорност за тоа. О, прости ми, но... Не, во ред, шпортска серија. јас сум отворен, ја немам што да кријам. И они си го знаат, само они што негираат. И другарките не знаат, и сите знаат. Два пати ја фаќаш во неврство, два пати. Да. Првиот пат ја прости, втори пат не може. Она повара прошка, например, вториот пат или не? Првиот пат, да. Мали не беа децата тогаш. 3,5-4 години Максимилијан, Кристофер 3 години. Со децата како ви одеше на двајцата, еве, каква мајка, каков ти беше татко? Па, види, значи, пак ќе ти кажам. Понеделник, среда, петок, сабота. Значи, јас сум работел 4 дена, она 2 дена. А тие 2 дена, како се вика, децата ни беа или кај мајка ми, ќе ги остававме, а она работеше со сестри, за халини, за, како се вика, за... Шиење. За шиење, за овие, за невестински Така. фустани. Знаеш, се префрли на друг спорт, разбираш. Сега мисло да гледа академијата, сме ја створиле, овона. Мисло да идеме ние напред, ние почнеме да паѓаме. Од 25 жени доаѓаат на, како се вика, на 2. Рекреација. Сала си плаќаш. У Борис. Пошто салата, кошта него? Па нормално. И тогаш кажам, или ја затвараме ова, или кај сестрата. Нема да идеш. Тогаш испадна проблемот. Добро, ќе ја затвориме ова. Значи, више не е интересира не за академијата. Интересира овој полагодниот живот. А ваму академија, значи, треба да вежбаш, да се соблечеш, да вежбаш, да се потиш. А ваму, лав муабет, вака има една голема маса исто таму, лав муабет, па еднашка видов таму, коктели, моктели. Ја дома чувај деца, прави јадење, носи ги у школа, носи ги, како се вика, у градинка, па пегла ги, па ова, па она. Значи, до тој степен било.
Па не се враќала дома по неколку денови. Зашто Многу така? работа имале. Па ќе земе проекти од град Скопје, пример, сестри. Океј, девојче. И мора да се работи. Она Добро вика. заработуваше од кај сестра. Врска немам. А дознав, кога и кажав, дај ми и картичките мои. На 4 формати викам, ти и мојата заработка. Боксерска академија, Мумин, моја плата од Агенција за млади спорт, пензија, како се вика, со деца кога работев, самоодбрана за деца, индивидуални тренези и како и што имавме уште. Уште еден спорт мислам. Беби, Baby fit, да. така. Ти со како се вика со жените пилоксинг имаше 2 до 3 групи некогаш. Нема пари, од сестра ти нема пари, не носиш дома пари, никакви, и сега што правиме, викам. И 2 пати, 3 пати ни исклучува струја. Викам тогаш да имам пари. Доаѓаме од тренинг, Зашто ви исклучува струја? зашто заборавила да плати, нормално. А она треба да плати, не плати. И многу пари од нашата академија иделе, како се вика, кај сестри уствари. Купувале топови, ме разбираш, да не купат 10 метра ова, они Материјал. купувале, да, и со топови, и тоа кошта. Пак ќе ме ги врати, по на крај, Брада. па тоа е, фрлиш пари низ тараса. Немој да очекуваш да ги најдеш доле. Попот викаш, како е она, вицот, што парите ги фрлам нагоре и ако се вратат Да. се мои, ако останат горе, Да. за Господ. Значи така некако доаѓа ова работа. Да, и Добро, каква Поголемите мајка? проблеми Дали беа- си не, задоволен за поголемите мајка, проблеми- се грижиш ли за децата? Поголемите проблеми беа околу децата. Колата моја, наша, да не кажа боја сега да бидам некој, она ја користеше 24 сати. Значи работеш и за сестри, нешто и за себе, деливери им правеше на луѓето со колата и децата ми спиеа кола. Ја тоа што највише ме нервира. Значи ти мора да најдеш 2-3 сати од денот за децата. Не може децата у кола да ми спие. У кола спијат децата. Да, у кола. Да, колата хаос, што да ти кажам. Како јаделе, како па носија, да, перат да ова, дона. Нема врска и тоа било со години, примерно. Додека децата не станаа до 5-6 години. После. И ова беше капак на све. У Германија си отиде девојчето, кој насилен маж, кажи ми, ќе пушти жена у Германија 3 месеци. Да, ти си обвинет и од Да. нејзина страна за Кој себе насилен насилие. маж ќе пушти жена да 3 месеци? А ти да бидеш дома со децата. Децата и беа 4-5 И плюс години. академијата да ја Ги држи. остави децата и отиде за Да. Германија. Да. И таму си се запознават со сегашен маж тој е. Океј, дојди кажи. Не сакам, само немој да ме лажеш. Интелигенцијата моја ми ја рушиш. Као јас сум бил не ваков, така, како бе до вчера све било како треба, сега одеднашка. Значи више ти рипна она егото, знаеш, како овие наши опште. Егото, знаеш, кога ќе видиш паре, кога ќе видиш малце, како се вика, популарност, благодарение на мене. Имало ситуација каде децата се заборавиле нешто некаде. Да, ги има заборавено овде у Тафталиже 2, пошто тука имавме, како се вика, клуб. Да. Што не знае више што прави. Максимилијан го има не заборавено, но Максимилијан излегол низ, како се вика, низ прозор. Тогаш колку имаше? 2,5-3 години, така. Ама импулсивно дете, такво е. Она си го стеала, отишла да си пазари, или не знам што друго правила, и дето го снема. Она го видела детето дури више на семафори кај Сити Мол. И паника. Не знам ја што се дешава. Тоа го знаат незините другарки, го знаат сите. Саш да кажеш, видео дека детето го нема, Го нема, си отишла она. Значи не ни се свртила дали е детето позади. Ама јас,
ко жими две деца ако лажам, никаде не станам од ова место. Јас сум ми кажал на децата, што и да се случи, кажите, прво сум ги учил, Максимилијан вели, Кристофер вели, татко ми е Мумин вели. И така го наоѓаат у маркетот тука, како се вика, у Тапталиже, ама од позади им легол, како се вика, и гледат некој убаво дете мало, и таму тие вработените со тие такви, кај си бе ти, вика, од кај си ово, на? И ова вика, го прашале, како се викаш? Он викал, Максимилијан вели. Кој ти е татко? Мумин вели. И они ме наоѓаат на Фейсбук. А она више паника прави, подругарки по ова, да го бараат детето. Сакам да ти кажам до кој А степен тебе не ти дојде. кажува, не ти се јавува? Не ми се јасна, дека ќе направам лом по телефон. Затоа што не можеш ти и да чуваш деца. И со академијата наша, како се вика, и кај сестра ти да работиш. Ти не можеш, ти не си вундеркинг. Значи нешто треба да се жртвува. А овие деца треба да се израснат. Нормални деца. Не да индијанци да видат. Како што и гледаме на многу богаташи, тоа се индијанци деца. Значи отпуштени од команда. Ја не сакам така де. Ја Максимилијан и Кристоф сум ги учел од една година, од уште помали да не фрлаат, како се вика, ѓубре на доле. Неш проблеми и у школа има нон-стоп. Он, Максимилијан, многу сака колички сака и он ќе однесе у школа коли. Па ќе му ја земат, па ќе му ја сменат ово, она, па викам, тато, ако бе, дај го, што има врска. Тато ќе ти купи други, вика. Дај ги тие колички, тоа ги знаат наставничките. Немој да носи ово, а он без коли не иде. Не иде, без да земе 3-4 коли, како се вика, не идеш у школа. Прво деление. И прво деление јас сум го запишал. А мајката беше у Германија. Јас сум го запишал, таткото. Дори забрана ми дадоа и у школа да не можеш да ги гледаш. Јас сум у Министерство за спорт, како се вика, Агенција за млади спорт, Кузмија Сивовски питуе на колку е, на 500 метри. Ти дава забрана заради тоа што она те обвинува за семејно насилство и како ти го Не бе, пробава, намерно, ја како морам се да се јавам на мајката за да ги видам децата. Ако Па ти ја што дозволи. ќе им правам на децата? Нормално ќе им купиш како се вика некоја чоколада, некој сок или она, додека се како се вика на голем одмор, точно знаев кога е голем одмор, не можеш да дојдеш. Тогаш беше еден директор, тој, ајде да не го спомнам. Фала Богу што го сменија. Сега на Кристофер наставничката е директор, кој што е топжен. Но вели, можеме ли да го пишеме денот како се случи, од каде тоа никна семејно насилство? Види, тука е Зашто? многу лесно, види, многу е лесно, како се вика, На крајот судот одлучи дека си во право. добро, и она се потпиша, како се вика, демек не сакам да го тужам, ово, она, значи јас ја гледам, викам, зашто го правиш ова? Значи, зашто го правиш ова? Јас сум татко на овие деца, бе. Сакаш да импутираш нешто, сакам да ме затворат ли сакаш, што сакаш? Кој што јас сум ти дал лепи патежен, што се вика, сум те направил, Господ ја сум те направил. Од село, бе, од село си дошла, Вранештица. И сега те правам човек, и сега ти сакаш уште ова. Све за да го прикриеш на твоите прелюби. Па нема веднаш. Па не си ни прва, ни последна жена, вика. Не сме ни први, ни последни кој ова им се десило. Вика. Зашто го, вика? Имаме две деца, бе. Не треба да растат во хейтање на татко или на мајка. Ја никогаш не сум зборил кога биле децата кај мене против мајката. Никогаш. Да зборам лошо за као што прават многу жени. Татко ти е вако, тако ти е. Ја на моје дете, Максимилијан, треба да му ги покажувам, како се вика, сметките кои што плаќам алиментација за него. А мајка да вика ништо не плаќа. Се на дете да му покажеш, што он да разбира, кажем. Бе тато, па ти ништо не плаќаш. Сине бе, како е така бе душа? Нели кога ќе дојдете све имате. Дури повише од што имате. Ама тоа е, знаеш. И сега системот социјално си има таа една убава политика,
Пази, Министерство за социјална политика е. И ти ме праќаш у ХЕРА, ме праќаш. Невладина организација да ми ги решава проблемите. Социјално те праќа таму. Да. Таа е платена од европска, по 2-3 плата взима евро, значи, и еден психолог, помлад од мене, таа е тука негде со мене, можда и помлада, у 6,5 саат, кога е најголемата топлина и ово. 4-5 мажи не собрале, потиснати се мажите. Знаеш, мора да идат 3 месеци, пази, тоа се 3 месеци, не е малку. И што решија Значи ти? 90 дена. Значи 90 дена ти треба да идеш у ХЕРА. И едно да ти објаснува, кој што не знам ни дали има деца. Да ми објаснува они како ја да се понашам, како она. Па викам, што правите вие? Татковци само, а мајките? Нема, ја викам, зашто не се мајките тука? Она нешто се смеа. Па да, и зашто не се и мајките? Значи има аргументи, контраргумент. Не, ова е за да го потисна таткото, да стане билка да стане. Само за да се ги види децата. 2 години ги немам видено децата. Тие социјално не сака да ме смислат. Значи јас со аргументи правам. Значи имам толку документација и од полиција, од нив дека они грешат. И до инспекцијски надзор, како се вика во министерство имам праќено, ништо нема одговор. И до правобранител имам, нема одговор никаков. И сега на крај ме праќаш ти у ХЕРА, уште толку да ме понижите. Ко татко, како личност, како ова и она. Викам, извини, викам, госпоđо, викам, ти, викам, со мојата интелигенција, дали сум ви ги покажал сите документи, кажи ми? Вика, да. Реагира социјално? Не реагира. Полиција реагира? Не реагира. Што ја барам овде? Да ви се понижам, викам? Да ќутам како некој идиот, разбираш? Па не можам да ќутам. И у 6,5 саат, викам, поручек ме викаш, кој е најтопло. Ти доаѓаш намирисана, на парфемисана, ние сме за нигде. Вели, значи ти не си ја удрил твојата сопруга, ако смеам да заклучам, че не чисто... Добро, ја пак ќе ти кажам, насилен маж. Се направи една... Дали ќе пушти 3 месеци жена? Или делува боксер, вака, така. Па, има се, тоа е филм, да, така да, добар, затоа и те прашувам да знам. Да. Мислам да се знае. Како успеат да ти го направат филмот, мислам да те стават во тој филм? Тоа 2019. Детето ти било со скршена ракавица. Да, у Лангета. Може да го спомнеме тоа. Да, у Лангета беше Максимилијан. Она ги чува дома децата и се си игра тоа. Она најверојатно била на телефон, пошто тоа ја интересирало. И деца како се играла. И паднало агентата и почнало да го боли. Пошто импулсивни се деца, Кристофер и Максимилијан се импулсивни. Поготово Кристофер. Тој е најверојатно моја жичка, Максимилијан е подобар, посмирен е. И јас сум кафана со другари, не знам кој време беше. И она беше си го прави филмот. Кај си ти овона? Колата кај не зе. Добро, викам, земи го, викам, Кристофер кај, го ставила кај комшиката наша. Не ги зима двете деца, го зима само едниот. Океј, ајде. И ја од кафана излегува и се спојуваме, како се вика, негде на центар и идеме на кај ова. На кај болница? На кај болница, државна. Малиот позади вришти, го боли. Ја викам, ти реков ли менка, немој, значи она лангета е лангета, значи кога се фиксира еднаш таа лангета и не треба да се она ја вадела и му ја бришела под рака. Нормално е да фатат оние како се вика од како се вика бубулички, ови она. Не, кога е затворена раката, да му се спари црвено. Да му се спари црвено. Знаеш, тоа е нормално, ама викам тоа е лангета. Ќе ја издржи 2 недели, колку беше? 2 недели ќе издржи. Немој да го правиш тоа. Она го направила, окей. И ја викам, ти реков ли менка дека ова ќе се деси? Значи ја дома масите,
Што се, јас сум ги стал со бандаж, пошто знам кога се бркаат низ станот не е многу голем, 45 квадрати, знаат да се сопна да се утерват. Нешто со глава, у маса, тоа им се дешава на сите, разбираш. Јас сум ги бандажирал, се сум, значи секој сум било, како се вика, безбедноста на децата. Мене не ме интересира да имам ја некоја маса, кој знае каква сам за гости или ова. Значи секоја сум ја гледал безбедноста на деца. Све тргам кога они почињаат да играат или ние ја и он кој се бориме на ова, секогаш гледам да видат безбедни тие деца. За толку е едно. Толку треба секунда за дете. Така. Да. Вика сега ќе те пријавам у полиција. И викам зашто? Зашто? И она више се кара со мене. Викам, ајде, идеме. У полиција, викам, идеме. Мислам, у државна идеме и она се гоби тука. Се гоби. Ја нема. Јас нема. Не, ја нема. Да, па јас со Максимилијан чекам доктори. Сега гледам, докторите, еден доаѓа, втор доаѓа, ме гледаат све криво. Викам, што е работа се? Она ме начекала сега малце пијан, значи со 2-3 раки, разбираш, и сега ме гледаат, разбираш, ама јас сум со детето у рука, разбираш. И си го тешам, синчето. И му пеам песната "Ај на тато мачето, ај на тато кучето", полека ово, она, знаеш, тоа е моја песна со нив, и така сум ги израснал тие деца до 5-6 години. Доаѓаат ово, она се губи, она си вади лекарско. Ти го извадам лекарското и полицискиот извештај едно со едно нема врска. Како може лекарско без, мислам, модрица, таква работа? Нема ништо. Нема ништо. Значи нема ништо. А у полицискиот извештај, па и полиција дури таму. Само тогаш направила да не дојде полиција мене да ми направи, како се вика, записник, демек се плашела дека ние живееме таму. Мислам на суд тоа го искаже. Не сум знаел. Се плашила демек дома да ни направам нешто. Од таму си отидовме дома, си отидов и ја у спална, да си легнам, двете деца ми дојде у спална и така сме си легнале. Немаше никаков проблем. Така. Тоа било тоа. И више добиваш, ти кој еднаш ке те запишат, покато ти инспекторки што се за себе на свет, тоа не знам дали деца имаат они. Не навлегувам на тоа. Али толку лоши, толку арогантни. Со нив, со карање. Но за среќа на суд успеа да повесиш. Да, па еве уште се тераме на сега е нова тужба Да, нови тужби има. По телефон сум се заканала. Боже мој, па ако некој нешто сака да ти направи, што има да ти се закани? Боже мој, 8 години е. За 8 години не си пипната. А јас сум најголемиот семејен. Треба тебе да те туже за семејно насилство. Што ова го правиш? И како не ти е срам? Имаш ли срам малце? Колку многу сум помогнал и на тебе, и на семејство, и на сестра, и на све, и вака да ми се враќаш. Како не ти е срам, бе? Имаш образ ли? Имаш ли чувство на мајчинска одговорност према татко кој што ги направил тие деца? Си само инкубатор си. Значи инкубатор си ти. И не си ги видела децата, бе. Таткото е бил со децата. Тоа го знаат сите. Вели, мене не ми останува или преостанува ништо друго, освен да ти се заблагодарам од срце што ни беше денеска гостин во овој наш демократски импулс. Беше искрен како и секогаш. Уште една тужба од 10 че. Се надевам дека уште една тужба, па 20.000 зора. Со Господ напред. Ти посакувам среќа и да имаш добро здравје. Јас према многу работи, знаеш. Горем дел ги имам и доказите и све, но не ги гледа доказите. Не ги интересира, уствари. Покото хера, мера, само ги гледа и бега. Нези 3 месеци да морам да се појавам ја таму да си ги стави тие 2-3 евро. Ајде. Но еве како што се успеал на суд првиот пат, се надевам дека правдата ќе го доживее правда овде во своето. Македонија? Не. Биди малку оптимист. Не, па не, што 20, јас тука сум 45 години, јас сум ја видел од самото детство на раѓање, кога сум го имал детството, па до постанување на некој си спортист, на ова, на она, па се до ден денес.
Која правда е? Ова е само сила на моќ. Нека ти можеш да направиш лошо на друг. А Вели Муми направи лошо на никого. Те А размислам, помогнал те многу. разбирам твојата Помогнал многу на многу деца. Ти беше сведок сега кога Да. детето вика ми си ме тренирал. Да. Кога бевме мали, а тие се деца све од улица кои што пицачеа. 75 деца ги имав што ги трнав, од улица сум ги трнав. Сабота и недела место да идам у кафана или како се вика да видам со моите деца, дури моите деца сум ги уклучил тука. Знаеш, да немаат предрасуди. Ово е ваков, ово е таков, ово е прљав, ово е не е прљав, знаеш. Сите некоја сме биле ние прљави. Само овие што носат машништова, ти се не прљави. Од душа зборам. Добар завршеток на овој наш подкаст, драг пријателе. Ти посакувам, како што кажав, добро здравје и зашто да не да ни даш повторно тука. Секако. Благодарам многу на Демократски пулс и на тебе како добар Домаќин. медијатор. Драги мои, тоа беше нашиот познат боксер Вели Мумин, а вие го гледавте најновото издание на Демократски импулс. Добро знаете дека доколку ви се допадне овој Демократски импулс, а знам дека ќе ви се допадне, треба да притиснете лайк и да го споделите како би допро до што поголем број на луѓе.